Денеска сме во посета на Валандово, го посетивме градскиот пазар и разговараме со земјоделците, со младите, со граѓаните од овој регион за сите проблеми, за сите предизвици. Клучен проблем во делот на земјоделството е откупот и пласманот на земјоделските производи, на кој што оваа влада и министерството стави силен фокус во реализацијата на многу мерки и политики во тој поглед. ИПАРД програмата е една од најуспешните програми и Република Северна Македонија е лидер во регионот по реализацијата на ИПАРД 2 програмата. Пред само 2 дена започнавме со склучување на новите договори за реализација на крупни инвестиции за поддршка на преработувачката индустрија, односно за нови производствени капацитети, за модернизација на постојните или за нова опрема и линија исто така во постојни преработувачки капацитети. Огласот беше во јануари и февруари, а склучувањето на договорите го правиме во април. Ова е една забрзана постапка во која што ги скративме низа на рокови, во кој што ги запознавме граѓаните, апликантите, фирмите за можностите кои што ни стојат на располагање. Интеграцијата на нашата земја во Европската унија овозможи да ја забрзаме целосно постапката за искористување на европските фондови. Затоа, на последниот повик на ИПАРД за преработувачката индустрија имаме 65 апликации за кои што ќе се склучат договори во износ од околу 15 милиони евра. Сето тоа е во поддршка на производството, односно преработката на земјоделските производи. Се со цел да го решаваме вишокот со кој што се соочуваме, да има сигурен откуп и пласман, да имаме подобри цени преку извоз на готови производи со додадена вредност од страна на нашата земја. Меѓутоа, не само ИПАРД, и преку програмата за рурален развој. Во оваа година предвидовме низа на мерки преку кои што го поддржуваме откупот и пласманот на земјоделските производи. Одвоивме 4 милиони евра преку мерката за промоција на земјоделските производи, односно за предфинансирање исто така на проекти кои што се однесуваат на преработувачката индустрија, со што и преку програмата за рурален развој директно ќе ги поддржиме сите овие процеси. Одвоивме 1 милион евра поддршка на сите економско-социјални партнери на министерството, сите здруженија, асоцијации, преку кои што се здружени преработувачката индустрија за настап на странските пазари и ги одобривме сите саеми кои што беа побарани и кои што ќе бидат поддржани од страна на министерството. Факултетот за земјоделски науки и храна во мај ќе презентира новата анализа која што на наше барање ја спроведува овој факултет, а која што се однесува на точно лоцирање и мапирање на регионите, на општините, на местата каде што треба да се насочиме во изградба на големи и модерни откупно-дистрибутивни центри, ладилници и други капацитети. Паралелно, со Светската банка работиме на проект за целосна модернизација на земјоделството. Проект кој што на крајот од декември, односно на крајот на годината, ќе овозможи нови 35 милиони евра пари во земјоделството, од кои што 20 милиони евра ќе бидат за изградба на откупно-дистрибутивни центри. Не можеме да ги промениме работите за ден или два, но макотрпно и деноноќно работиме на решавање на сите проблеми и предизвици со кои што се очуваат земјоделците. Валандово е сведок на нашата посветеност и на нашата работа. Пред само неколку недели овде во Валандово беше склучен договор за едно од најголемите капитални инвестиции во делот на водоснабдувањето и во делот на изградбата на системите за наводнување, а каде што директен инвеститор е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Тоа е сон на многу генерации од овој регион и сега започнува со самата изградба. Односно се работи за најмодерен систем за наводнување на 2080 хектари во 5 населени места, односно во 5 села со 5 пумпни станици, каде што ќе биде покриена оваа земјоделска површина со најнов модерен систем за наводнување, а целиот проект кој што тука ќе се реализира во наредните 15 до 20 месеци, но се надеваме многу порано ќе биде завршена целокупната инвестиција, вреди 23,4 милиони евра. Меѓутоа, општина Валандово е поддржана и преку сите останати програми на министерството. Денес тука може да соопштам дека за мерките кои што се однесуваат на општините, а каде што владата на предпоследната седница одобри склучување на 206 договори за кои што веќе се поднесени проектите, за кои што веќе општините аплицираа, а се однесуваат на руралниот развој,
на нови инвестиции инфраструктурни, на асфалтирање на патишта, на домови, на зелени пазари, буквално на враќање на животот во селата. Валандово исто така ќе склучи неколку договори, меѓу кои што едниот од одобрените проекти е изградба на пат и канал преку кој што регионалниот пат ќе се поврзува со Горно Мало. Тоа е еден од капиталните проекти за кои што веќе градоначалникот и општината ќе добијат решение за спроведување, односно ќе треба да ја спроведат единствено постапката за јавна набавка и во текот на оваа година да биде реализиран. На секој еден можен начин, преку сите наши програми, преку реализација на новите мерки и политики, граѓаните од руралните средини ќе добијат силна поддршка од оваа влада, од ова министерство и од сите наши институции. Благодарам.